со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Повторно круг на радио Слободна Македонија. Од денеска 1 март, нова сезона. Ќе се обидеме повторно да дебатираме, да анализираме, да најдеме многу суштински елементи во кругата, многу се она што е несуштина, се она што е вишок, да го извадиме надвор, за да добиеме појасна слика и представа за она тема за која што ќе биде предмет и фокус на една анализа, како што и заврши претходната сезона, така и оваа сезона влегува повторно со истите политички проблеми, можеби и малку по-радикализирани од она што беа очекувања дека после изборите во Македонија треба да се случи балансирање или некако уравнотежување на политичката сцена, меѓутоа состојбите одат во сосема друга насока. Ова тема ќе биде првата во ова нова сезона на круг, меѓутоа од еден друг аспект, малку од медиумскиот поглед на тоа како придонесуваат медиумите во целата оваа ситуација. Ќе имаме и гостин, ќе слушнеме неколку изјави околу она што се актуелни деновиве протести. И тоа веднаш по првата кратка пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Во денешниот круг анализа на актуелната политичка состојба, значи по изборите, иако владеачката ВМРО ДПМН со 51 пратеник победи на овие избори, наспроти 49 освоени од опозицијата, сепак клучното прашање и клучната игра во овој постизборен период во состав на новата влада има Демократската унија за интеграција со 10 пратеници, останатите две албански партии со 8 член пратеници, кои што го наметнуваат темпото на тоа како ќе се одвива формирањето на идната влада во Македонија. Процесот на формирање на влада е поприлично отежнат, иако поготово условен од платформата на албанските политички партии, кои што воспоставија една правилна игра по поглед на редефинирање на државниот уставен поредок на Македонија. Најблиску до формирање влада во овој момент се на социјалдемократите и од трите албански политички партии подписници на платформата, кои што го чекаат одговорот од председателот Ѓорѓе Иванов за добивање мандат, меѓутоа дали тоа ќе се случи, во која форма, дали ќе може да се формира влада е едно отворено прашање. Второто прашање кое стана вадено отворено, тоа е граѓанските протести кои што почна организирани од неколку јавни личности кои што ги насловија за заедничка Македонија и бараат повлекување на платформата, на делот од платформата која што се однесува на редефинирање на државата. Меѓу нив еден од водачите на овие протести е Александар Дамовски, продуцентот. Слушаме негово кратко објаснување зошто и како се тргна во организација на овие протести. Ова е историско повторување на еден настан од 2008-та, одржан на исти датум како вчерашниот, кога 25.000 македонци протестира против промена на името. Точно на 27 февруари 2008. Еден од коорганизаторите и на тој протест беше Богдан Илиевски, кој тогаш беше 22 годишно шилеже. И пак не спои идејата кога ќе почувствуваме дека нешто е загрозено околу македонската кауза, да действуваме. Се преклучија Игор Дурловски, Теон Джинго, Елена Мисиркова, така што и се шират луѓето кои што се зголемува бројот на поддржувачи. Денеска Ванчо Петрушевски држеше говор пред седиштето на ВМРО, Коле Манев пред собрание. Тоа се отприлика луѓето кои што ги врзува една иста мисла, идеја и намера да го спречат ова што се случува на политичката сцена во Македонија. Се обидуваме да држиме мирни и достоинствени протести за да ја искомуницираме потребата за неменување на уставот, за неменување на името, за неменување на знамето, многу едноставни базични причини. Не верувам дека сите се свесни за тоа што ни се случува и зад кулисните игри кои што стојат зад
ситуација во Македонија, сценарија кои не се правени во Македонија. Еве, наеднаш се расправаме со веќе недели околу една тиранска платформа. Тоа е, мислам дека било која платформа создадена надвор е заканувачки потек. Работиме за многу непрактични уметници кои што немаат искуство во тие комуникеа, да речеме, кои што би требало да се испратат до такви институции. Меѓутоа, очекуваме дека било кој повешт правен ум ќе може да срочи елоквентна порака која што ќе биде доставена. Верувајте, изненадени и затекнати од бројноста и присуството. Јас очекував 1000 души. Меѓутоа, како и пред 9 години на протестите на Пела, пред да се одржат протестите, јас се заколнав дека ако дојдат помалку од 5000 души, ќе земам грчко државјанство. Фала му на Бога, тоа не се оствари. Така што овој пат не дадов клетва, меѓутоа одзивот на граѓаните е огромен. Ова беше сепак Борис Дамовски, не Александар Дамовски, се извинувам за мојот лапсус. Она што вчера се случи како прв немил инцидент беше нападот на новинарската екипа на А1 ОН порталот, која што чијчо снимател и новинар беа со повреди пренесени на ургентниот центар Чинам. Меѓутоа, тоа е еден од настаните кои што фрли црна дамка на овие 2 дена на протестите. Веднаш пристигна осуда и од политичките партии, од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Настанот го осудија и Македонската асоциација на новинари. МАН нагласува дека нивниот правен тим кој стои на располагање на вработените во медиумите и на нападнатите во овој инцидент, како и за правна заштита сите претходни насилства врз медиумските работници, ги повикува своите членови новинарски екипи на почитување на законите и уставот на Република Македонија. МАН ги повикува сите своји членови и сите медиумски екипи на професионално известувањето, објективноста, неширењето на говор на омраза и така натаму. Подсетува дека досега биле повредувани и нападнати новинари од други новинарски куќи. Осуда за нападот пристигна и од самостојниот синдикат на новинари, Советот за етика на новинарите. Синдикатот бара полицијата во најкраток можен рок да ги пронајде напаѓачите и да ги расчисти инциденти, бидејќи ова не е прв пат да се претепуваат новинари и она што е најмногу загрижува е што најчесто напаѓачите остануваат неказнети, стои во реакцијата на синдикатот. Според Советот за етика на медиуми, ова не е изолиран инцидент, а трендот на насилство и попречување на работата на новинарите и медиумските работници продолжува да биде сериозен проблем. За настанот своја реакција имаше и Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, која исто така најострого осудува вчерашниот напад врз новинарските екипи. Безбедноста и животот на медиумските професионалци во ниту еден случај не смеа да бидат загрозени. Напротив, ним секогаш треба да им се овозможи непречено да известуваат за сите настани и случувања, особено во општествено-политичките мигови кои се од исклучителна важност, стои во реакцијата на Агенцијата за медиуми. Како што кажав, овој немил настан, исто така институциите на системот мора да го расчита, затоа што остава дамка во она што значи демократско функционирање и на медиумскиот простор, меѓутоа и на правото на некој да слободно протестира за своите одлики. Мој ваш денешен гостин на темата медиумите и актуелната политичка состојба е мојот колега Александар Спасовски. Александар, добар ден. Да се согласиме до почеток да го осудиме ние заеднички овој напад на колегите од А1. Апсолутно, напад врз еден новинар секогаш е напад врз сите новинари, нема тука простор за нешто различно освен да се осуди нападот врз новинарите. Луѓето имаат работа, никој таму бар од новинарите не доаѓа од што сака, тоа му е работа. Некој работи во, не знам, во фурна, прави леп, пече, ние работиме на улица. Сега ситуацијата е таква, некогаш има вакви инциденти. Порака, повик, апел до сите кои што доаѓаат на протести, меѓу не само на овие, и во било каква ситуација каде што се сретнуваат со новинари, да
Сепак новина не треба да се истура гневот. Јас разбирам дека луѓето се револтирани, се оди под предпоставката дека кога одите на протест, револтирани сте и протестирате поради нешто, но тој револт нека не се исфрла врз новинарите. Луѓето едноставно доаѓаат да работат и тоа е тоа. Ако не ви се допега нивната работа, имате опција да не ги гледате, да не ги читате. Имате мал милион портали, мал милион телевизии. Гледате нешто друго, но оставете ги луѓето нека се работат работата. Апсолутно осуда за секој напад врз новинари и новинарски екипи. Она што е суштинско веројатно и во реакцијата на синдикатот на новинари е дека институциите на државата веројатно ќе мора да ги расчистат вакви ситуации. Ние имавме многу и на претходните протести кога редакцијата на Радио Слободна Македонија беше демолирана и разни други настани. Имаше напад на новинари на вечер. Останаа нерасчистени. Да, меѓутоа утрово прочитав дека веќе има приведени за вчерашниот инцидент, така да претпоставувам дека ова експресно ќе се расчисти, што е секако за поздрав. Мора да се остават новинарите слободно да работат. Пак ќе повторам, луѓето само си ја вршат својата работа, а ако не ви се допега нивната работа, гледајте друга телевизија, читајте друг весник, друг портал. Тоа ви стои како опција за избор, меѓутоа насилството се разбира дека не е решение. Во оваа ситуација на политичка криза која што е во Македонија, сега ме прашам, дали мислиш дека медиумите општо, генерално, ја сваќаат сериозноста на политичката криза и дали нивната, дали се на нивото на одговорност која што треба да го имаат медиумите? Ако во Македонија се создаде една, да не кажеме сега погрешна слика, меѓутоа многу луѓе се создадува многу медиуми кои што реално немаат капацитет да се соочат со улогата која што треба да имаат во општеството. Вие знаете дека имаме огромен број на портали кои што немаат никаква сопственичка структура, јавно позната, уреднички состав, како изгледа таа редакција, луѓето не знаат и сега се става во еден кош. Кога ќе кажеме медиуми, мислиме на се фактички што ќе го видиме како медиум во етерот. И тука мислам дека се јавува тој проблем и се создава слика дека медиумите не можат да се носат со актуелната состојба. Меѓутоа, ако ги земеме сериозните, крупните, големите медиуми, пред се националните телевизии, весниците, одредени портали, тие сепак ја играат улогата онака како што треба. Не се повикува на насилство, се внимава да не се поттикнуваат оние тензии, што секако е за поздравување. Сега имате и портали и медиуми кои што имаат сомнителна структура, се финансираат од сомнителни извори, имаат веројатно и таква цел пред себе, токму тие тензии да ги поттикнуваат. И сега тоа е... Оно што мене беше симптоматично овие неколку дена, например, е еден инцидент кој што исто така е за осуда. Оно е инцидентот поврзан со турските државјанки кои што две студентки кои што биле предмет на омаловажување од група млади во Скопје. Меѓутоа, тој инцидент се случил неколку дена претходно и веројатно... Токму така беше објавен завчера вечерта во екот на протестите, што е, ајде да кажеме, некоректно од страна на медиумот, да не би можел да кажам грешка со оглед на тоа што ги познавам новинарите што работат во тој медиум, има така една лепеза на искусни новинари, не верувам дека е тоа погрешка објавено, таа една цела видео сторија која што секако инцидентот е за осуда, да нема тука никаква дилема. Тој не е поврзан со актуелните протести, а конкретно тоа беа 3 или 4 медиуми проопозицијски ориентирани, успеа да го спинуваат дека настанот се случил поврзан со актуелната ситуација на протестите. Тоа е дел од агендата што одредени медиуми ја одработуваат за средствата кои што ги добиваат веројатно. Меѓутоа за осуда е доколку интенцијата на медиумот била да креира одредени тензии, тоа секако е за осуда. Медиумите не е тоа задача на медиумите да креираат тензии во општеството. И вчера имавме исто така еден случај со меѓуетнички инциденти каде што беа нападнати две деца од група за која што МВР во соопштението вели дека била составена од етнички албанци. И тоа се лиферуваше во медиумите. Меѓутоа тој настан не е поврзан со протестите. Ни тој настан не е поврзан со протестите, но меѓутоа треба да се има предвид дека
сепак овие протести имаат една, ајде да кажеме, етничка димензија, поради тоа што се носи закон кој што нели опфаќа цел еден корпус на етнички права на албанското малцинство во Македонија, и тука за очекување е да се подигнат меѓуетничките тензии. Мислам дека задача на медиумите во ваква атмосфера, во ваква ситуација е да влијаат на нивно намалување, да не се дозволи да тие да ескалираат и да водат кон несакани ситуации. Фактички медиумите имаат како еден вид на општествена обврска да влијаат на читателите, на публиката за намалување на тие етнички тензии, а знаеме дека постои кривично дело доколку поттикнувате. Се надевам дека ќе останат на висина на задачата медиумите. Сега за сега еве некоја општа оценка дека добро се држиме како медиуми во цела оваа ситуација. Океј, ние ќе направиме тука една кратка пауза и потоа ќе продолжиме во вториот дел од емисијата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во вториот дел од емисијата, поштени слушатели. Пред да продолжиме со разговор, ќе слушнеме уште едно објаснување за идејата зошто овие протести, зошто токму сега организирани од за сега една група на видни интелектуалци и имиња познати во македонското општество. Го слушаме Богдан Илиевски. Јас сум воодушевен од одзивот, бидејќи искрено мислев дека ете вака, како за прв ден ќе бидеме барем неколку пати помалку луѓе на улица. Меѓутоа, многу позитивно, не сум само јас изненаден, него и сите соборци од иницијативата за заедничка Македонија, од одзивот на луѓе, луѓето кои што ни пристапуваа после тоа, добар дел од нив кажаа дека не биле никогаш на протест, дека не обожаваат протести, не обожаваат маршеви, меѓутоа дека сега почувствувале потреба на вистина да излезат и да го кажат она што имаат да го кажат, односно да ја споделат својата емоција со сите други луѓе кои што осеќаат слично како нив. И ние тргнавме со два лајт мотива, основниот е за заедничка Македонија, вториот е за четврти Илинден. И кажавме дека претходните три Илиндени биле базирани врз идејата за соживот, за меѓусебна почит, за толеранција, за услови во кои што луѓето овдека живееле заеднички од секогаш. И токму тоа се вредностите кои што сакаме да ги повториме во овој период, кога чувствуваме дека државата може би чекори кон пат, кој што ќе ја оттргне од таа смерница, односно дека се наоѓаме на пат каде што односите меѓу нас стануваат полоши, а не подобри, а тоа е само поради политички игри и само поради уцени, поради обиди за дискриминација, дури можам да кажам, на македонците во оваа земја со најразноразни платформи готвени во соседни држави за интереси кои што целата јавност знае кои се и знае од какви побуди се, знае какви се, и едноставно решивме дека сега е наша должност, дека сега е нашиот момент, сега е нашето време да излеземе и да кажеме дека сакаме да живееме во оваа земја заеднички со сите останати народи, без оглед дали се албанци, турци, роми, бошњаци, срби и сите останати народи, како што сме живееле до сега, како што сме живееле децени назад, да продолжиме да живееме и во иднина. Она што се случува, она што има тенденција да се случи, односно има најави дека би можело да се случи, не го поддржува овој пат оваа емоционална и стратешка, да речеме, пределба на огромен дел на македонци. Да, поштени слушатели, тоа беше Богдан Илиевски, неговиот став како еден од организаторите на овие протести. Јас, Александар, сакам да прокоментирам неколку наслови, особено од порталите. Александар, например, оно што вчера беше карактеристично и баш што на мене ми оставува впечаток, да речеме, еден од насловите кои што го прочитав на еден од порталите, во сред на екото дека траат протестите и вика вака: ври од полиција и брза помош во Струмица, вечерва се случи крвава тепачка. И текстот е за настан во кој што две турски или ромски семејства по претходни некакви недоразбирање во турско мало во Струмица се тепале. Кој нема никаква врска, а влијаите како на целата ситуација. Ужас среде Скопје, опожарени 3 автомобили. Станува збор за настан од пред 2 дена, 20 часот регистерски ознаки
на некои возила, на 3 возила во опожарени на Олимда булевар Крсте Петков Мисирков без никакви детали околу. Несреќен случај, мислам дека беше несреќен случај. Му се запалила колата на човекот при возење, нема... Аха. Сакам да кажам, не е некој дека дошол му ја запалил или нешто се случило, па ги зафатило и двете коли околу што биле предпоставам паркирани. Тоа од вчерашниот билтен на МВР, ми се чини вест. Има уште еден, вика, тројца го извадиле од автомобилот и го претепале во несвест, хаос во Кондово. Настанот исто поврзан кој што нема никаква врска, него сосема нешто е друго во прашање меѓусебни, некои недоразбирање на лица. Да, тоа е дел од секојдневната црна хроника. Кривично дело, разбойнишно. Да, меѓутоа, кога ќе ги пласирате за време на периодот додека траат протестите овие наслови, тогаш не е ли тоа поттикнување на создавање некакви сценарија? Па добро, не мислам дека е поттикнување со оглед на тоа што секојдневно тоа е начинот на работа на порталите. Они имаат неограничен простор, известуваат за се што се случило. И најситната вест од билтенот се објавува на портали и сега ако има протести не значи да престанеме црна хроника да објавуваме. Тоа е тоа. Меѓутоа, не може да се напише во насловот ова не е поврзано со протестите и со активната ситуација. Не, веројатно треба некој се внимава, барем. Па добро, се внимава, ама пак ќе кажам во оваа атмосфера во која што е и ситуација во која што е донесено и новинарството и се околу него, едноставно тешко е да се внимава, едноставно нема кадар на новинари кои што би можеле да одговорат на предизвикот онака како што треба. Имаме огромен број на медиуми, а немаме новинари за да работат во тие медиуми. Ја колку што знам денеска нема медиум што не бара новинари да вработи, а новинари на пазарот нема, или и тие што ги има баш и нешто не сакаат многу во новинарство да работат, одат во PR, во некои сродни гранки. Така што и веројатно и оваа цела ситуација произведува и вакви вести, вакви информации, вакви, ајде да кажеме, со помало внимание објавени вести. Јас кога ќе ги прочитам сите тие наслови, кога ќе ги таргетирам сите тие 3 медиуми од кои што ги прочитав насловите се од ултра левичарски опозицијски медиуми, мене ми остава слика дека на тенденциозност. Па добро, ајде така да кажеме, левицата на македонското новинарство, нели главниот збор го држат медиумите финансирани од Сорос и тие разноразни организации што да околу. Ако се случат 3-4 квалитетни реално медиуми кои што имаат квалитетни новинари, пред се поради тоа што имаат многу пари, имаат опции да инвестираат во надградба и нели во цел тој кадровски капацитет, останатите медиуми од таа левица сакаат да бидат како овие медиуми. Има еден надпревар кој ќе биде ајде да кажеме ексклузивен, тоа не е ексклузива, меѓутоа пошокантен. Да, пошокантен, да. Кој ќе биде пошокантен и во таа борба веројатно и ова се случува, меѓутоа тоа не може да се ограничи само на тој пакет на медиуми од левата страна. Тоа е, како да кажам, општ тренд во онлайн новинарството и не е само во Македонија, да биде јасно дека вакви шокантни наслови има и во Србија, и во Хрватска, кои што ние сме за нив играчка пазар. Еве, например, ако кај нас најчитаниот портал има, па не знам, можеби 6 милиони посети месечно, во Србија најчитаниот портал има над 70-80 милиони посети. И може, Србија има диаспора, нели, голема е државата, па читаат и хрвати. И тоа е, таквата атмосфера постои и таму, постои во Хрватска. Гледам медиуми и од што известуваат на англиски јазик од развиениве западни држави и кај нив се забележува таа желба за сензационализам, меѓутоа на сите треба да им биде јасно дека овие медиуми, бар оние кои што живеат, сакаат пазарно да функционираат и немаат средства од страна, живеат од тие посети. Нивните приходи зависат од тие посети и од тој сензационализам. Колку повеќе читатели ќе привлечете, толку
повеќе пари ќе имате на крајот на месецот, ќе ви биде поголем буџетот, па ќе може да оперирате со поголем буџет. Меѓутоа, јас сепак мислам дека во клучни ситуации кога може да се подгрее било каква ситуација на тензии, може би е покорисно да се избегне еден таков наслов, затоа што сите тие што ги прочитав се постирани вчера и завчера во периодот од 16 до 20 часот. Добро, тоа е веројатно... Ево да речеме, ајде да не, можеби јас сум некаква теорија на заговор, меѓутоа кога интензивно ќе ги читате тој период на тие постови, сепак јас мислам дека моето искуство долгогодишно новинарството покажува дека некој сакал нешто да предизвика. Има неколку моменти, јас сум исто долго време во онлайн новинарството, има повеќе моменти, бидејќи се работи за портали кои што се блиски до опозицијата, тие не третираат информации од протестите кои што се случуваат во тој момент и новинарите седат и немаат што да пишуваат, едноставно си бараат се шегува, меѓутоа и тоа е една од причините. Предпоставам дека главната причина е тоа што тој што бил прва смена не си ја сработил работата дента, со оглед на тоа дека тоа се информации кои што ги работи првата смена излегуваат во полицискиот билтен кој што е токму тоа сега да кажам. Еден најдоцна е веќе објавен од страна на полицијата, лиферуван до медиумите и предпоставам дека или немале прва смена или тој што е прва смена го пропуштило, па сега го ставаат во тој дел. Не верувам дека е целта да се предизвикаат тензии, бидејќи тоа не предизвикува тензии. Имаме многу вести кои што можат да предизвикаат тензии, а се објавуваат, бидејќи мора да се објавуваат. Актуелната политичка ситуација ни е таква, каде што додека сите држави водат дебата за развој на економски точки на такви аспекти, ние се уште водиме дебата за етнички прашања. Кај нас избори се добиваат и се губат на етнички теми. И таков ни е составот на државата. Во такви околности сме. Верувам дека ќе мораме да се сноѓаме, немаме друго. Тоа е тоа. Да, веројатно. Што ни тука правиме уште една кратка пауза и потоа се враќаме во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштовани слушатели, во финишот на денешниот круг, мој ваш денешен гостин, мојот колега Александар Спасовски, зборуваме за медиумите, актуалната политичка состојба. Претходно слушаме уште едно обраќање, уште една на образложение на еден од организаторите на протестите за заедничка Македонија. Ја слушаме Елена Мисиркова, потомок на Крсте Петков Мисирков. Да направиме се што е во наша моќ, бидејќи се е во наша рака, за нашата држава да остане унитарна, да остане наша, да живееме и понатаму овде слободно. Се радувам, горда сум што можам да ве поздравам вечерва. Чест ми е, особено во името на нашиот завет, заеднички завет од нашите предци. Знаете дека мојот славен предок е Крсте Петков Мисирков, кој што со своите постулати од пред повеќе од 100 години не обврза да го чуваме она што е денес стекнато по многу мачен пат со пролеана крв од нашите предци. Мораме да го сочуваме тоа заради нашето потомство, заради нашите деца. Тоа беше Елена Месиркова и незиниот став околу организацијата на протестите. Александар, веројатно никој не може ни да процени како се движи ситуацијата. Многу аналитичари изминативе година и половина некако се изгореа околу тоа проценките што ќе се случи пред се околу изборите, кој ќе биде победник и како ќе биде. Многу изненадување се случија. Сите очекуваа влада ВМРО ДУИ, таа не се случи. Сега сите очекуваат влада ДУИ, СДСМ и албански партии. Меѓутоа многу скепса има и во поглед на тоа. ВМРО ДПМН, односно лидерот на партијата Никола Груевски понуди неодамна една опција, тоа е на создавање, условно кажано, некаква малцинска влада која што ќе биде поддржана и од
ВМРО ДПМН за возврат опозицијата да се откаже од платформата на албанските партии. Ајде са финиш да направиме една Ние да се обидеме да се изгориме. да се изгориме и ние. Тешко е за предвидување и да ги прашате функционериве во партиите и тие не знаат како ќе Иванов веќе трет ден се уште тече работата. Говорил, иако Се наоѓа во тешка ситуација председателот Иванов. Ние имаме сега се покаже еден прилично фаличен устав кој што остава простор за многу различни толкувања, дали смее повтор пат да го додели мандатот, дали не смее. Да не заборавиме дека до понеделник мора да се распишат локалните избори за да се фати оној втор термин во мај, во првата половина на мај. Сега не ми текнува 17 или беше 14 или беше не ми текнува датумот, но знам дека во понеделник истекува рокот за распишување на изборите за да се одржат во тој датум. Ако сакаме да ги распишеме изборите 4 дена. па до понеделник колку има да изброиме. И во уставот зборував со професориве по уставно право, не пишува кој ги распишува локалните избори. Значи една многу чудна ситуација која што ќе мора некако да се разреши. Кај председателот Иванов има потписи за заев да го добие мандатот, меѓутоа нема потврда од партиите кои што му ги дадоа потписите дека ќе седат заедно со него во влада. И сега ситуацијата е навистина чудна. Од друга страна имаме протести на улица на сериозна бројка на луѓе, има над 10.000 луѓе кои ќе излезат на улица во држава која што има 2 милиони. Не е тоа мала бројка и не е тоа за занемарување, мора да се слушнат и нивните повици. И сега председателот е во една навистина незгодна ситуација. Гледаме дека колку веќе втор, трет ден немаме одговор од кабинетот какви ќе бидат постапките натака. Од друга страна ВМРО ДПМН нуди решение за да се прескокне оваа платформа, како да кажеме. Албанците го искористија моментот. Коцките се наредија така да без нивна поддршка. Не нивна, меѓутоа Дује мора да биде во игра во секоја комбинација доколку ВМРО ДПМН и СДСМ идат заедно во влада. А знаеме колкави се шансите за тоа. И сега Дује во таква ситуација вин-вин од секаде добива и нормално испорачува барање. Од друга страна партијата на албанците која што беше доминантна во албанското гласачко тело во изминативе 10-15 години се соочи со СДСМ на избориве, партија која што нудеше етнички решенија за албанците. И сега тука почнува надпреварот кој е поголем албанец, дали СДСМ повеќе ќе им даде на албанците или Дуи. Видовме на изборите дека СДСМ извлече огромен број гласови од етничките албанци. И сега понудата на ВМРО ДПМН кон СДСМ е можеби добра за спласнување на тензиите, меѓутоа ако го гледате тоа од позиција на СДСМ, партија која што им ветувала на албанците на изборите, не му е лесна позицијата ни на заев. Меѓутоа добро е тоа што го понуди Груевски од аспект на тоа да покаже дека целта на ВМРО ДПМН не е власт по секоја цена. Тоа е навистина една добра работа, бидејќи нормално опозицијата има пропагандна машинерија која што работи контра овие актуелни случувања пред се со протестите. И сега тие имаат неколку тези кои што ги пласираат во јавности, со кои што се обидуваат да ги одвратат луѓето да одат на протести. Треба да имаме предвид дека протестите полека почнуваат да стануваат надпартиски. Овде на улиците низ Скопје почнуваат да доаѓаат луѓе кои што не се партиски обоени или можеби се симпатизери на партиите, меѓутоа не се членови. Да имаме предвид дека во Македонија многу е активен партискиот живот, така да го кажеме. Многу луѓе се членови на политички партии. Овдека има луѓе кои што важеле и за поблиски до левицата и за поблиски до партии кои што биле силни противници, остро го критикувале ВМРО ДПМН во целиот период.
И сега тука има неколку тези кои што СДСМ се обидува да ги протне. Првата теза е дека ова што тие го прифатиле, фактички претходно било прифатено и од ВМРО ДПМН, зашто нема никакви докази, се разбира, Дујке направи максимални обиди да го оправда СДСМ да ги прифати нивните барања. И меѓутоа се поставува едно прашање, еве да речеме дека и ВМРО ДПМН ги прифатил. Проблемот е кој ќе ги реализира тие работи, не кој што прифатил, туку што ќе ни дојде на крај како закон и што ќе биде реализирано. Уште една теза која што се обидува СДСМ да ја протне, таа теза е дека наводно функционерите на ВМРО ДПМН ја спасувале својата глава соочени со обвиненијата од така нареченото обвинителство на Катица Јанева. Меѓутоа имаше Груевски и тука една поента која што ја кажа во интервјуто на Сител, каде што порача дека е спремен веднаш да биде уапсен, меѓутоа да не се реализираат овие сите барања на албанците поддржани од СДСМ. А третата теза, мислам дека околу која што се врти целата пропаганда на СДСМ и сите оние структури кои што гравитираат околу партијата е дека не е толку страшно тоа што е прифатено во платформата, меѓутоа ние не знаеме што е прифатено во платформата, освен она што ни го кажува Дуј, а тоа што ни го кажува Дуј според граѓаните е страшно, бидејќи ако не е страшно нема да имаме 10.000 луѓе на улица, нели? Тоа е клучното прашање, сепак мислам дека Социјалдемократскиот сојуз треба многу поскоро да излезе во јавност и да објасни што е тоа дел од тие во коалицијата не знаат што е дел од договорот, а не граѓаните. Вие јавете му се на Тито Петковски и прашете го што е прифатено, не знае. Јас имав неколку обиди, човекот веројатно има многу состаноци, постојано е на состанок и не е во Скопје. Многу чудна ситуација. Останува сепак на крај и опцијата за нови избори, дали таа ќе се реализира и кога ќе се реализира едно друго прашање, веројатно ако не се создаде влада, тогаш патот кон нови избори е веројатно сосема јасен. А и да се создаде нова влада, знак прашалник е како ќе функционира во овакви услови со партии, со толку многу партии во неа, со спротиставени позиции, меѓусебни противници во минатото со многу тешки зборови искажани еден кон друг. Навистина ќе биде политиката е чудна, интересите се пред... чека жешка пролета, можеби уште пожешко лето, не можеме да знаеме. Така, ти благодарам, поштувани мој ваш беше гостин, беше Александар Спасовски, мој колега новинар. Тука некаде е крајот на денешнијата емисија Круг. Круг е емисија на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 1 март 2017 година. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.